Еј, здраво, како си? Добар, супер. Ти што не ме знаеш, здраво, јас сум Гоце, работам као графички дизајнер едно 15 години. Еве сега малце се пробувам на YouTube да видам како ќе изгледа, што ќе изгледа ова мое дејствување као графички дизајнер. Мило ми е што си тука и денеска ќе збориме за една тема што се вика основи на лого дизајн, поточно како јас ги дизајнирам моите лого. И оваа тема ќе биде наменета и за дизајнерите и за клиентите. Значи, што треба ти да гледаш како дизајнер кога работиш на лого дизајн за некој клиент и ти како клиент што треба да гледаш во лого дизајнот кога некој работи за тебе како дизајнер. Почнуваш да работиш на лого дизајн. Ти доаѓа клиент, има некое барање према тебе, не е нешто јасно, не е нешто најјасно воопшто, нели никогаш тоа. Претко се случува да е скрос јасно што од сам став и сега треба да почнеш да работиш на самото лого. Како се почнува работа со лого? Прво и основно, палиш софтвер кој што е базиран на векторски дизајн. Не палиш Photoshop, што прва работа не палиш Photoshop. Illustrator, Corel, Affinity има некој сега. Еден од тие три софтвери можеш да почнеш да ги користиш и да работиш лого дизајн. Тоа не треба многу да ти го објаснувам на тебе ако веќе имаш работено како дизајнер, но ако доаѓа некој нов, ако некој не знае, се работи во тие софтвери. Претежно. Тоа ти е значи она Cornerstone. Corel е прв, колку и да луѓето го мразат Corel. Corel сепак има многу добри функционалности во него. После тоа следи Adobe Illustrator, што еве до ден денеска некој го нема сменето, значи како софтвер за изработка на векторски фајлови. Прво нешто што правиш, палиш Illustrator. Идеш New File. Сега. New File. Има тука со пиксели со едно со друго. Гледаш од страна пиксели. Тука имаш RGB, Raster Effects 72 ppi. Не работиш така. Идеш Print A4. Од points менјаш у милиметри, зашто полесно ние работиме у милиметри. Color Mode нека биде цмик, мора да биде цмик. Raster Effects 300 ppi. Затоа што работиш на лого кое што би требало да се печат. Ако работиш на лого кое што е само за дигитален формат, повторно моја препорака е да почнеш да работиш во цмик, па потоа да го смениш во RGB, затоа што е многу полесно отколку од RGB во цмик, затоа што од RGB во цмик кога го менјаш логото ги загасува боите и не изгледа никогаш убаво, а од цмик у RGB ги ојачува, така да тука е некој тој баланс во универзумот кој што се случува, за да ти работиш кој што треба. Create, имаш еден файл. Ја претежно си го правам landscape фајлот одма затоа што ми е поубав така. Сега, прва работа што се учи кога се работи дизајн е дека се користат двете раце. Десна рака е на маус, лева рака е на тастатура и шорткати се фаќаат со тоа. Не се работи со раката вака. Лева рака секогаш на тастатура, десна рака секогаш на маус. Ако работиш со лева рака на маус, секоја чест. Јас сум левак и не знам да држам маус со лева рака. Прва работа као дизајнер, кога почнеш да работиш лого или било каков друг дизајн проект, бараш бриф. Клиентот треба да ти објасни на тебе што он сака да види пред него. Некои луѓе знаат да напишат бриф кој што треба, некои луѓе не знаат да напишат бриф, па ти на нив им праќаш некој си бренд прашалник таму. Или лого прашалник, дизајн прашалник, како сакаш наречи го прашалник. Тоа се десетина прашања, напиши си ги негде на нешто, некој Word документ направи си и тие 10 прашања модифицирај ги во зависност од тоа што клиентот сака од тебе и нормално според тие прашања ти ќе добиеш некакви одговори, а од тие одговори ти ќе добиеш некаква си визија. Ова е за дизајнерот, за клиентот. Значи, ти како клиент треба прво да знаеш што сакаш да добиеш. Дали сакаш да добиеш мечка, црвен еднорог. Ти како клиент прво треба да замислиш што сакаш да видиш, за потоа дизајнерот да може полесно тоа да го визуализира за тебе, затоа што ова е визуелна работа. И сега ако ти не си визуелно писмен како клиент, затоа бараш помош од дизајнер кој што е визуелно писмен. И нели, размена на идеи и искуства за да се добие еден финален продукт. Ти како дизајнер добиваш некаков си бриф од твојот клиент. Твојот клиент ти дава на тебе некои си појдовни точки или ти одговара на тој прашалник, како и да е. Од тој прашалник ти треба да извадиш, например, јас вадам, па ќе кажам ова се стварите кои што ги правам јас, и не значи дека сите треба да ги прават овие ствари, него едноставно кажувам, можеби нешто ќе се најде, ќе земеш, ќе украдеш, ќе направиш. Ја вадам клучни зборови. Секогаш клучни зборови си вадам. Например, пред некој ден го направив логово. Ова лого значи е за се вика Mouse Music. Mouse Music е издавачка куќа, музика, маус, глушец, апстрактно. И сега веќе почнувам да размислувам. Издавачка куќа, што издава издавачката куќа? Музика на плочи. Значи, плоча,
плоча. Па идеме од плочата се слуша на грамофон, точки. Од страна што се тие, за да гледаш уствари ти колку брзо ти тера музиката. Си ги зијам овие, си ги подредувам тука ака да си стојат као некој хедер на вебсайт. Како функционирав јас кога го почнав логово да го работам. Значи прво нешто што земав беше глушец, апстрактно, грамофон и точки. И почнав да работам. Нацртав едно кругче. Така, едно кругче. И сега од ова едно кругче направив вака. Па овие две ги кренав тука и направив буква М некаква. Значи ова треба да е буквата М. Сега буквата М не изгледа баш вака, па седнуваш и ја преправаш малце. И гледаш дека е многу збиено. Така, ги зимаш овие две, едно нагоре, па малце вака, и веќе полека, но сигурно заличува на буквата М. Ги досредуваш, ги доместуваш и веќе имам буква М. М, музика, маус. Значи, он е глушац, ама го викаат маус. Значи, маус, music, така се вика издавачката куќа. Работиш на Mouse Music и Mouse Music треба да има, нели, нешто, тарара. Добро, значи, глушац решено, абстрактно решено, грамофон решено, точки решени. Океј, што е следно? Следно е да се сето ова види, осети како функционира. Кога ќе кажам како функционира, мислам на тоа како функционира. Основи на лого дизајн. Сега влегуваме веќе во основите на лого дизајн. Како да направиш лого кое што функционира. Узимаш логото, групираш, ставаш доле. Имаш црно на бело. Работи. Правиш црна подлога, го фарбаш бело. Дали функционира? Функционира. Го зимаш, го ставаш на страна, го намалуваш уште еднашка. Дали функционира? Ова лого треба да се гледа, рецимо, на билборд, на визит карта, на плоча, она најмало што е на плоча која ставаат горе таму. Ја би рекол дека функционира. И повторно правиш истата проверка за дизајнери. Ако функционира логото црно на бело и бело на црно, потоа ќе функционира со сите бои. Истото важи и за клиент. Клиентот секогаш мора да го замисли логото испечатено и спродуцирано на најпрост начин, на лазерски принтер на една А4 и штампано црно на бело, на меморандум на било што како и да. Тераме дале. Уште една битна работа кога се работи. Кога си завршил нешто во врска со логото, следно е да размислиш ти како дизајнер што ќе се случува понатаму со логото, на кај ќе тера целиот тој концепт како нели твое дизајнерско дело, кое што сега е веќе вистински реален продукт кој што функционира нели на пазарот, работи, и ти треба да седнеш и да размислиш на каде треба да тера. Ова лого навидом изгледа едноставно, но еве сакам малце да го разиграм, па викам ајде ќе направиме вака. Ме разбираш? Значи сега веќе се заигруваш со логото и го правиш да изгледа малце покомплицирано него тие 5 точки. Знаеш, затоа што првата реакција на некој си клиент ако дојде, ќе биде што бе ми стави 5 точки, сега сакаш X број на евра да ти платам ја на тебе. Што е во ред реакција, ако гледаме реално, во ред реакција, но од друга страна, ако тие 5 точки, ова е за клиентот се, ако тие 5 точки прават приказна некаква, значи раскажуваат нешто, онда не се само обични 5 точки, него се твојот fucking бренд. Разбираш? Да си поиграме уште малце. Влагам у групата 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Сега си играм, но ме разбира што сакам да направам. И сега 1 2 3. Тука веќе мене ми се оформува глушецот да се поиграме уште малце, но пред да си поиграме, поточно да го ставиме логото у грид, да го центрираме да биде она пиксел перфект, вакво перфект, онакво перфект, тоа се прави отпосле. И немај многу да забегувате со златни пресеци, со такви некои срања да ги покажувате пред клиент. Тоа баба ми знае дека не го користите, него дека само ќе шљакнете, така не функционира. Мислам, убаво е да се знае златен пресек,
но не е убаво да се тупи дека се знае златен пресек, зашто реално се знае до негде. Што е следно? Следно е да направиме типографија за ова лого. Како ќе направиме типографијата за логото? Ќе напишеме Mouse Music. Типографија нема правила. Има правила, мора да изгледа културно, тоа не сме да изгледа за нигде, ама кога си бираш фонт, тоа што највише ти одговара, мислам експериментираш, само бараш и ќе го најдеш правиот фонт. У овој случај ја го користам Monument Extended Regular. Тука наместо auto увек местиш optical кога работиш со латинични букви. Не знам, сакам малце кернингот да биде. Ја увек сакам да е стегнат кернингот, да не ми бега многу. Како да направиш логото да изгледа пропорционално од сите страни, значи да биде сегде правилно распределен просторот помеѓу секој елемент кој што го имаш, значи помеѓу символот, помеѓу првиот ред на типографија и помеѓу вториот ред на типографија. Тоа ја што го правам, зимам една одредена X-та кота, што би се рекло, у случајов е оваа тука, значи од тука до тука. Влечам, правам една линија и сега овој момент го бришеме. Да не сега искока ми рипа, ама ме разбира што сакам да кажам, ако не ти е јасно пиши у коментар, ќе ти објаснам се што треба. Тоа изгледа од прилика вака. Значи, кога си ги местиш овие, нека бидат пуни линии, си местиш и одма автоматски ширина за елементите да ти стојат. Одма со таа ширина ќе си наместиш ти и save zone на логото за понатамошно кога правиш презентација. Денес не правиме презентација, само правиме лого. Сега, логото, типографијата, јас сум задоволен со -30 како изгледа. Ctrl Shift и O, правиш аутлайни. Одгрупираш, Music групираш, Mouse групираш. Имаме еден X, ова го нарекуваме. Ја викам ќе ставам 2X затоа што со 1X нема доволно простор, значи не може да дише. И тоа е многу битно. Кога работиш лого дизајн, гледај секогаш логото да дише. Немој да биде набиено све, знаеш она. Замисли се себе си у една кутија ставен, ама кутијата нема простор ни да мрднеш, ни да прднеш. Колку ти е незгодно у таа кутија, значи клаустрофобија те пука. Затоа ставам увек дупло, од тој 1X ставам двојно, за да се одвои типографијата, ако дозволува просторот, некогаш и тројно, ама па тогаш може да биде ептен разделено и мене тоа не ми се допаѓа понекогаш. Го зголемуваш. Ја зголемуваш типографијата да иде од крај до крај. Сега, во овој случај на ова лого е така. Во случај на други логоа може би треба да иде повнатре и нешто да се направи друго. Ctrl Y те носи во outline мод кај што гледаш точно кај се точките што прават. Тоа стои таму. Така? Добро, враќаш назад да видиш како изгледа. Го тргаш на страна. Видиш? Еве што ќе се случи ако го однесеме до горна линија. Знаеш како некоја анксиозност се случува тука. Без воздух. Спуштаме сега една линија, значи 1X спуштаме надоле. Долниот ред од типографијата за логото. Сега, еве го, примерот, претходно кај што не беше наместено и еве го сега кај што е наместено. Гледаш, има простор. Мене ми се допаѓа со тоа што можеш да експериментираш. Никој не ти вика да не експериментираш, ама секогаш експериментирај на страна. Например, ми дојде идеја во моментов, Mouse Music дека е надоле иде, малце не ми се допаѓа, па да пробаме да го алајнираме, виде помало батали, вака е добро. Никогаш не ги комплицирај работите. Просто да се изразам. Не го тупи, направи го. Ако функционира. Супер, остај го така. Не комплицирај. Не обесувај, не си одземај време, не троши џабе енергија на глупости кои што на крај ќе се вратиш ти пак на старото. Исто и за клиент. Не го тупи, брат. 2 пиксела направи го полево, направи го. Остае го така. Дизајнерот ти го направил со одредена причина да биде добро. Значи мерел и правил и пустел. Не се прави поголем дизајнер од дизајнерот кој што работи за тебе. Дизајнерот кој што го имаш врбувано ти, кој што треба да му платиш и треба да му платиш, не е тука тебе да те заебе. Он е тука на тебе да ти помогне. И толку. Да речеме дека со логото завршивме. Издавачка куќа Mouse Music, музика Mouse Music, добро. Плочата е горе, ама добро не треба да се гледа зашто ова е се апстрактно.
Сега ги имаме сите овие ствари опфатено тоа што сакаме да го прикажеме, нели? Супер. Групирано е логото и повторно исто цело време. Какво и да направиш промена на логото, секогаш проверувај дали логото функционира црно на бело и бело на црно. Тајме едно до друго. Ова ќе биде, еве и сиво ќе го направам малце, за да нели да се двои од тоа што го имаме, веќе држи вода. Кога кажувам работиш на лого и треба да мислиш на еднината на логото, значи што ќе правиш понатака. Зашто лого како лого, вака како што изгледа сега во моментов, ќе го користиш ама многу ретко. Секогаш треба да биде аплицирано на нешто. Е сега како да стигнеш до тоа нешто, е со тоа што ќе го направиш логото да има некаков си доразвој или поново кажано некои си бренд девајси да извадиш од логото или да креираш на база на тоа што си го направил до сега. Во овој случај, на ова Mouse Music лого, ќе трнеме на страна, што е секси матерно. Преска кога ги секов крукчињата, ги секов со намера дека нешто после тоа ќе се случува. Што е тоа што после ќе се случува е креирање на fucking патерн. Ете го, направи го вака дел од минута и веќе имаш бренд девајс, имаш функционалност на логото, примена и употреба на лого, вон употреба на самото лого. Значи, вака може сега да биде ова, тоа iconic дизајн, да направиш некој уврска со логото, кој што ќе биде, после тоа ќе биде пропратено на различни елементи. Пример, визит карта. Како беше? 85 55. Пази како работам све црно-бело. Затоа што дизајн, не само лого, било кој дизајн, ако функционира црно на бело и бело на црно, ќе функционира у која и да ставиш боја, градиент ако направиш, се што ќе правиш, тоа ќе продолжи да функционира така како што си го направил и си го замислил. Основата е црно на бело и бело на црно. Кога вика дека животот не е сеја црно-бело, Значи или си добар или не те бива. Ако не те бива, пробај да станеш добар. Ако си добар, остани добар. Визит карта има две страни. Понекогаш нема две страни. Ова е сега превју, знаеш, само тестираме да видиме како ќе изгледа. Веќе имаш некој си бренд девајс кој што постои на визит картата. 12-ка, многу е, 10-ка ставим фонтче. Ова може да биде и друг фонт, слободно. Нели да има дистинкција, да се знае ако сака повеќе да му се чита името. Веќе имаш ти основа за визит карта. И веќе изгледа многу поубаво. Визит карта, готово. Така, ајде да ставаме боја, врска со боја. Бојата се бира по осеќај. Некогаш клиентите знаат да одберат боја, да имаат у глава некоја боја, а некогаш не знаат и очекуваат од тебе да направиш нешто. Full color, две бои, значи помаранџеста и бела. И сега идеме тука, ова го фарбаме цело помаранџесто. И ова го фарбаме зелено, да видиме како функционира. Кој што можеме да видиме, зелената боја баш не се гледа најубаво. Опа, ете, до негде стигнавме. И сега, многу битна работа. Што гледам кај многу дизајнери што прават некои грешки, што ме вадат од так. Значи, кога ќе ги направат боите тука, 85,6, 2, 94,8 и 56,78. Овие бројки што ги пишува тука, никогаш нема да искочат у печатница, не се заебавај. Ако е 85, пиши го 85. Ако е 2, пиши 0. Ако е 94, пиши 95. Ако е 56,7, пиши 60. Заокружувај ги броевите. Немој да си играш со децимали во боја. Не постои монитор, не постои принтер, не постои око кое што ќе примети разлика у тоа 0,27% боја цијан што имаш стајано поише. Точни бројки, биди педантен кога работи. И гледаш, веќе имаш што би се рекло, готово лого и нешто што може да се работи во иднина. Начинот на кој што ти ќе презентираш пред клиент е начин кој што го бираш ти сам и никој друг. Доколку сакаш да презентираш нешто видео, да правиш монтажи, глупости,
окей. Ако сакаш да бидат многу убави мокапи, значи да изгледа она ептен богато, окей. Но има и на ум дека клиент кога ќе види нешто направено на мокап, ќе очекува истото да го види и во живо. Така да не претерувај премногу со мокапи, ако не си спремен и ако не си сигурен дека можеш истото да го изведеш како такво. Сеа, по правилата што ги зборев, нели, јас застанав, нека биде едноставно, нека биде вакво, нека биде црно-бело и тоа е тоа. Основата е таа. Други ствари кои што можам да ги кажам, но нели, не секогаш ќе држат вода и нема секогаш да бидам право за тие ствари, се не следи нови трендови на логоа. Знаеш, трендови кај што искачаа, не знам, Web 2.0 логоа која почнаа сите оние како шајни копчиња, како глупости ти текнуе. Ти текне старите iPhone-и, стариот iOS, стариот Android, кога има глоси копчиња, онакви грди. И што се случи? Траеше тоа 1-2 години, 3, и потоа се вратија на старото. Оп, ајде по старо. Значи, флет увек нека биде чисто. И секогаш треба да размислуваш на печатење. Немој да мислиш дека печатењето е мртво. Печатење никад нема да изумре како техника, како начин на изразување. Убаво е да се гледа лого на екран, нели? Најнормално и најлесно е земи го ергеме направи го и курте боли, курми е дворми е, нека тера. Но, што се случува понатака ако некогаш, не дај Боже, затреба да се направи логото за, не знам, за принт. Ќе родиш мечка, кога ги видам тие неонски бои некои, ана дрешти, пршти, RGB. Брат, ела и штампај го после тоа. Од RGB од смико ќе го загаси, кога ќе го направи, ќумур ќе го направи логото и ништо не си добил со тоа. Print first, кога работиш лого. Конзистентност во логото, значи да не биде на секаде да биде логото различно ставено, различно поставено. Како ти е на прва страна, така треба да биде на последна страна. Немој да биде еднашка тука. Значи позиционирај точно сегде на исто место да биде кога работиш. Кога ќе направиш целина вака една голема, треба тоа да изгледа целосно, не треба да биде параспур дизајн. Направи го да личи на нешто или не го прави да не личи на ништо. Толку едноставно. Значи дизајн е многу едноставна професија, многу едноставна ствар за праење, доколку си фатиш да работиш со ред и си имаш некаква дисциплина при работа. И најбитно од се, нели, да имаш хигиена кога работиш. Немој да работиш прљаво, немој да работиш на милиарда страни, именувај леери ако работиш, една боја, две бои, црно на бело, бело на црно, напиши. Нема секогаш ти да работиш за тој еден исти клиент, мислам, дај Боже да работиш за тој клиент, ама, кога ќе дојде друг дизајнер да работи, треба да го отвори фајлот и да му стане јасно што дел од секунда што се работело тука. Кога правиш нешто, некој дизајн кога правиш и кога правиш хендаут на дизајнот, тој дизајн треба да те представува тебе како графички дизајнер. Кога даваш фајл у печатница, искрчи фонтови, среди го, значи намести цмик да биде се кој што треба, парарам. Значи у печатница кога ќе видат кој ти го правеше ова. Саѓаш прва работа што ќе се праша кој ти го правеше ова и ќе се смеат у печатница. Тоа не е убаво. Тоа е тоа за денеска. Се надевам дека научи нешто ново уврска со ова. Се надевам дека ќе продолжиш да го гледаш стримов, лайк, шер, subscribe, 5 евра на Patreon, знаеш, нема гајле. Фала ти ако се претплатиш и на Patreon. И тоа е тоа, се гледаме наредно. Чао!